Викторија Димовски бара, например, декласификација на информации. За што станува збор? Виктор Димовски се служи со истата, ајде да ја наречам, финта. Оваа тема да ја претвори кавга на селска чешма. Да ја претврли на лични префрлања Виктор Димовски, Бојан Христовски или СДСМ, ВМРО. Да направи една поделба повторно во општеството, да се избанализира приказната, да стане досадна, народот да се подели, а повторно никој да не одговара. Тоа се случи и во 2001 година и со случајот во 2015 година. Да се подсетиме. Кој одговараше за оние злоупотреби, оние снимања, оние снимки што беа пуштани во јавноста и што влијае на голем круг на и општествени дејци, и политичари, и воопшто на Македонија. Онаа подоб. Дали некој одговараше за прислушувањето во 2001 година? Не. Дојде до политичка разрешница. Дали некој одговараше за она што беше вистина, како што го наврекува од СДСМ вистината за Македонија, која што допринесе за што? На хартија одличен закон, со двотретинско мнозинство, одлични 4 закони и повторно нови злоупотреби. Никој не одговараше. Неказнивоста за злоупотребите носи само повторување на случаевите